80 пратеници кои гласаа за отворање на уставот се по 24 часовна полициска заштита. Министерот за внатрешни ја потврди информацијата, велејќи дека постојат директни и реални закани по животот и безбедноста на пратениците и нивните семејства. Спасовски вели дека според информациите кои ги има полицијата, најмногу од заканите кон пратениците, нивните семејства и имот доаѓаат од луѓе блиски на иницијативата Бојкотирам. Сите кои што гласа за иницијативата за промена на уставот, сите се обезбедуваат. А се направени проценки врз основа на тоа што е доставено како материјал или било следено во нашите активности на штабот кој што работи во Министерството за внатрешни работи. Секако дека станува збор за одредена група која што е блиска до таа иницијатива Бојкотирам, која што се заканува со живот на пратениците, на нивните семејства, со нарушување на нивниот имот и така натаму, се додека има такви закани и се додека не престанат причините, тие ќе бидат обезбедени. Министерството за внатрешни работи денеска поднесе втора кривична пријава за загрозување на безбедноста на пратениците. 38 годишен жител на Конјаре по компјутерски пат ширел расистички и ксенофобичен материјал за пратениците, вели МВР. По издадена наредба од Основен суд Скопје 1 Скопје на 21.10.2018 година извршен е претрес на дом и други простории кај лицето АН, при што се пронајдени одземени предмети во интерес на истрагата, а АН е повикан на службен разговор во полициска станица. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика и натаму ќе продолжи со активностите со цел санкционирање на ваквите случаи. Од друга страна, не сите пратеници сами побарале полициско обезбедување. Еден од нив е пратеникот од опозицијата Љубен Арнаудов, кој рече дека МВР по службена должност му доделила денонок на заштита од полицијата. Зошто тогаш полицијата ве обезбедува? Тоа е по службена должност. Зошто? Не знам, ќе се ги прашате тие кои наредно ми дадат. Предходно во саботата МВР поднесе кривична пријава за говор на омраза и загрозување на сигурноста на пратениците против 48 годишен скопјанец, откако истиот ги објавил заканите на социјалната мрежа Facebook. Спасовски истакна дека нема да се толерира ниту една закана упатена кон пратениците и загрозување на нивната безбедност.